Јас сум Стефче Доневски од Кратово. 30 години собирам информации од Кратово и Кратовската општина. Луѓе кои се поврзани директно со етнолошкиот дел, луѓе кои ги интересира археологијата, јасновиденијата. Имам соберено повеќе јасновиденија од нашиот крај, како што се јасновидецот дедо Зафир од Шопско рударе, дедо Коле од село Пезово, Мал Господ Прокопио од село Одрино, Кузе Пекар што е бил од Кратово, Петраче исто е еден од последните кратовски кој е бил јасновидец. И како секако ќе се задржам после на крајниот дел на Гаврил Светогорец кој почина 1990 година, кој неговото јасновидение е напишено на 24 страни на А4 формат во ракопис. Прво ќе кажам исто неколку податоци за 158 имам соберено од јасновидецот дедо Зафир од село Шопско рударе, кој е бил црномањес висок човек. Последниот е жив човек што го знае дедо Зафир од Шопско рударе е Тоде Петрушевски, роден 1924 година од село Димонци. Тоде се уште жив. На повеќе прашања викам дедо Тоде, ќе те прашам нешто како е дедо Зафир бил. Црномањес, висок човек, со намален вид, али оде. Тој што ќе ти го каже, значи едноставно треба да знаеш дека ќе видиш. Исто податоците ќе те кажат дека железни кола ќе летат, значи од страцинки го видиш. Значи он имал своји негови визуални видувања како ќе биде. Дека ќе дојдеш у град, врата ќе ти се отварат, пари од зид ќе паѓат, човечко срце, русокосо момче ќе изваде. Значи кажува дека дете ќе знае повеќе од стар, како што е чалосам, што е опишено детето. Зублеста жена, трома жена, ќе сече до коска, најверојатно се работи за некоја жена што треба да врше за некоја, вика дури млекото на детето од ќе му го земе, последната трошки од лебо ќе му ги земе. Значи црн плод, црна болест ќе излече, зобница ќе се врате у народ ќе зборе од овој крај на оној крај, жега ќе дојде, за вода ќе се писка, слънце ќе биде со црвена боја, дури две слънца ќе се појават, потоп ќе има до прв македонски град, али тоа се све изреки што се кажени, дали се соберени и од првите или од дедовците и од бабите. Како еден од другите податоци ќе кажам за Мал Господ Прокопие кој е живеел у Одрино. Имам книга што е публикуина од страна на Српската академија за Кралевската академија, дека се прави на разговор за Србија, за Бугарија, кој ќе го ослободи овие простори, кажува дека ќе дојде голорук народ на чалми на главата со петокрака. Значи опишено, ова е правен разговор со професор Стеван Симич у Кратово, значи стои на располагање книгата, секој може да дојде да го види, да и дам. Кузе Пекар што е бил у Кратово, е бил свирач на 9 музички инструменти, он е бил неприфатен каде народ. Кажувал дека ќе дојде ден народ ќе си сам купува смрт. Луѓето не може да разбере дека тоа се мотори, коли, дека ќе гине, дека ќе загинуат. Значи он кажувал неговото кажување, значи се што кажа за градо Кратово, дека прираски нема. Има исто еден податок, митрополит што е бил кратовски Михајло, кој се чува на Света гора ракопис, кој со воловска кола бил прегнен да шета преку Истанбул, да иде на Светиот гроб. Неговите јасновиденија се кажени дека момчето што ќе дојде од Кратово, ќе се поклони на неговите мошти, ама кога ќе се врате, ќе биде подигнена црква у Кратово, спомен што ќе го носи неговото име. Исто еден од како јасновиците што е бил е Гаврил Светогорец, кој е Мјалче Парнаџиев, роден 1926 година во Штип, на 12.1.1990 година почина. Ја ga иначе лично знам, додека сам учил како средна школа у Штип, али повеќе сам информации собрал од луѓето што се имале директно контакт со јасновидецот
он е бил многу побожан, духовен, што ќе отиде. Детето е презборило чудотворната фреска, дека он е кажал дека после неговата смрт река на народ ќе дојде улесно, ама ќе дојде преко Кратово. Значи ќе има кој да ги чека, кој да ги пречека, дека и келии ќе се отворе у женскиот манастир, дека црквата Свети Богородица што е во Пробишти, тоа е негово дело, заслуга на негово дело. Точно е опишено митрополитот Илариум дека детето е у школски клуб и што ќе го обнове манастиро, дека монашкиот живот ќе се врате, монашките врати ќе бидат отворени за гостите. Исто еден од директорите за време на Југославија прави еден разговор со Гаврил Светогорец да вика дедо Гавриле, дали имаш ти желба, уште животна желба? Да, имам уште една животна желба да идам во Израел. Јас ќе ти дадам пари. Нажалост, вашите пари не се чисти. Вашите пари се народ. Јас собирам податоци, овие ќе ги дам на отец Гаврил и на Лесновското братство, значи од литература, од книги за понатамошно издавање на Светоцот. 22.2.2017 година телото на Гаврил Светогорец ќе биде извадено, значи ќе биде захиронисан за светец. Петраче кој е бил во Кратово, музиколог, педагог, се што е кажал дека ќе дојде дан са мар на грб од овој град на оној град ќе можеш да идеш. Значи, неговите видувања се проценил дека ќе дојде ти момче, ќе дојде дан, ќе палеш, ти ќе гасеш. Неговите се биле кажувања, ипак он имал голем слух за виолина, изучувач над многу деца, бил построг, бил педантан, али да кажеш ти тој време дека од ќе лете, ќе дојде дан како Супермен, како наше данаска кажено, тој време не може никој да те прифате за да биде. Еве да кажеш ти, спомени, например, на едно време, некада се, кое време било, да кажеш ти за следните 50 години за технолошки еден толку брз развиен процес дека ќе биде, али кажуе дека сепак Фенеру куќе ќе се врате, наведно да наговестуе за некоја оскудевица, за некој бакар ќе се траже за лек, е опишено, пишени се оскудевицата за млекото, медула жичка дека ќе се продава. Значи, тој се следни чекори што не нас чекат. Вика за динар цел ден треба да работиш. Значи, ќе го снема парата. Опишува дека гол народ, значи се подразбира, тој времето не се можело да се замисли без панталони, без сукња и без шамија, без капа. Сега поново време све не е можело да се замисле жена или муж да се толку испие или толку да биде.